Македонската ракометна репрезентација ги привршува подготовките за настап на Европското првенство во Данска. Репрезентативците под водство на селекторот Ивица Обрван во спортско-рекреативниот центар Кале воглавно работат на тактичкиот дел. Играчот на Барселона и еден од најдобрите десни бекови на светот, нашиот капитен Кирил Лазаров, изјави дека кај него и со играчите постои желба и страст за постигнување на добар резултат, но не ветува дека ќе може да се надмине петото место од претходното првенство. Македонија на Европското првенство во првата фаза ќе се надпреварува во А групата заедно со Данска, Чешка и Австрија. Македонските ракометари во сабота со чартер лет ќе заминат за Данска, а првиот надпревар против домаќинот на Европското првенство ќе го одиграат на 12 јануари во 20:30 часот. Потоа следуваат надпреварите со Чешка на 14 јануари во 18:15 часот и со Австрија на 16 јануари исто така во 18 часот и 15 минути. ФИФА објави дека светското првенство во фудбал кое во 2022 година ќе се одржува во Катар нема да биде одржано во летниот период. Генералниот секретар на ФИФА Жером Валке истакна дека мундијалот најдосна ќе биде одржан помеѓу 15 ноември 2022 и 15 јануари 2023 година, кога временските услови во Катар се најповолни. Температурите се движат околу 25 степени Целзиусови, што е идеално за играње фудбал, изјави Валке. Сепак генералниот секретар на ФИФА не прецизирал кога ќе биде донесена одлуката околу терминот за одржување на мундијалот во Катар. Следното светско првенство ќе се игра од 12 јуни до 13 јули оваа година во Бразил, а мундијалот во 2018 година ќе се одржи во Русија. Фудбалерот на Арсенал и на англиската фудбалска репрезентација Тео Волкот нема да може да игра до крајот на сезоната поради повреда на коленото. Волкот се повреди во победата на Тотенхем од 2:0 во саботата во рамките на ЕФА купот, а Арсенал објави дека ги скинал предните вкрстени лигаменти на левото колено. Клубот наведе дека на нападачот во блиска иднина ќе му биде извршена операција во Лондон и дека се очекува да отсуствува најмалку 6 месеци од терените. Тоа автоматски значи дека Тео Волкот ќе го пропушти светското првенство во фудбал во Бразил. 9 надпревари се одиграа синоќа во NBA лигата, каде домашните тимови славеа на 7. Тимот на нашиот Перо Антич, Атланта Хоукс, го победи лидерот во NBA лигата тимот на Индиана Пейсерс, а нашиот репрезентативец беше најзаслужен за победата. Атланта Хоукс ја прекина серијата од 3 порази поред со триумфот од 97-87 над Индиана. Перо Антич уфрли 12 поени во првото полувреме од вкупно 16 на мечот и беше второ стрелец во тимот за нешто помалку од 27 минути игра. Решавачка беше првата четвртина која Атланта ја доби со 25-12. Кал Корвер го проложи рекордот од 105 надпревари поред на кој постигнал тројка, а мечот го заврши како прв стрелец со поен помалку од Антич. Пол Џорџ со 28 коша беше прво име кај Индиана Пейсерс. Бруклин ја прекина серијата од 10 победи поред на Голден Стейт, солдувајќи ги со 102-98. Џо Џонсон постигна 27, а Кевин Гарнет прикажа една од најдобрите партии во дресот на нетци со 13 поени за четврта победа поред на Бруклин. Вориорси не успеа да остварат клубски рекорд од 11 победи поред. Кари даде 34 поени беше прв стрелец кај воините. Сан Антонио славеше во тексашкото дерби против Далас со 112-90. Тони Паркер постигна 25, а Тим Данкан 16 коша и 13 скока. Монта Елис даде 21, а Дирк Новицки застана на само 8 поени за Далас. За вечерва само 2 средби во NBA лигата. Њујорк е домаќин на шампионот Мајами, а Денвер го пречекува тимот на Оклахома Сити.